Градоначалникот Иван Јорданов со сограѓаните и своите соработници денеска од падините на Исерот, исполнувајќи го обичајот, фрлија 39 каменчиња, а го зачуваа 40-тото, посекувајќи си среќа. Морам да кажам дека дефинитивно 40 е светско, а наше, кое што мораме да го одбележиме и да го презентираме во најдобро светло, онака како што со векови и со години наназад Штипјани на најдобар начин го практикувале. И останатите кои фрлаа каменчиња си сакаа среќа, особено младите, бидејќи денеска е и нивен ден. Јас фрлав каменчиња, последното верувам дека ќе биде, дека ќе ми се исполни желбата и си замислив. Да. Ќе го ставиш? Да, тука ми е, у џепчето. Еве го. Ќе си исполни желбата? Да. Си посека желбата? Да. Предходно, согласно обичајот, Јорданов беше помеѓу реката од народ, кој дел од нив го искачуваа, а други се симнуваа од падините на Исарот. Во меѓувреме, уште еден обичај беше практикуван. Се ракуваше со оние кои веруваа дека по 39 ракувања, 40-тојот со кој ќе се ракуваат, ќе им донесе среќа. Во меѓувреме, на градскиот плоштад се доделија наградите за најиновативните решенија од страна на учениците од Штипските основно училиште и Центарот за аутизам и Државното средно училиште Искра. Тие изработија интересни креации од рециклирачки материјали. Конкурсот траеше од 1 до 13 март и имавме доста изработки кои што беа пријавени на овој конкурс, меѓутоа моравме да избереме 3 награди, и тоа прва, втора и трета награда од сите наведени категории. Зошто ова е од посебно значење за децата со пречки во развојот? Со ваков тип на настани ние ја правиме борбата за правата на децата со потешкоти во развојот и на овој начин, значи, дечињата со потешкоти во развојот, исто како сите останати дечиња, значи сакаат да учат, сакаат да бидат видени, сакаат да бидат вклучени, сакаат да бидат разбрани и на овој начин тие се чувствуваат достоинствено во заедницата. Во прилог на ова беше и мощ непријатниот сончев ден, што дополнително ја збогати атмосферата со позитивни вибрации, како на плоштадот, така и на падините на Исерот, каде безмалку цел Штип денеска се најде таму.